Дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. И во оваа емисија ќе се обидеме да ви објасниме како на природен начин можете да излекувате повеќе болести. Како да ја користите природата, како да ги користите лековитите билки. Ангината е тешко и заразно заболување на грлото, на крајниците, на носот, на белите дробови, па и на јазикот. Токму за ангината е наша денешна тема во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. И разговараме со нашиот гостин токму на оваа тема. Ќе ги кажеме причините за ова заболување, дали децата или возрастните најчесто страдаат и како на природен начин да се ублажат симптомите на ангината, односно на заболувањето на грлото. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Би сакал и вашите гледачи и оние кои ве слушат да немат вакви проблеми со воспалување на грлото, односно да немат ангина. А сега да нагласам дека ангината е едно сезонско заболување, кога минуваме од лето во есен, а се до длабока зима, ангината е редовно присутна во заболувањата и поради тоа што се работи за многу лесно преносливо заболување, ете да му дадеме внимание денес. Вашите гледачи и слушатели да не послушат и да се лекуват на овој начин како што сега ќе кажем. Кажавте лесно преносливо заболување, посебно кај децата, затоа што децата не внимаваат на тоа како ќе се накашлат, значи со иста лажичка дали ќе јадат и слично. Значи можеби е толку лесно преносливо што доколку се накашле едно, може да биде заразени повеќе дечиња, посебно во детските градинки, но не се исклучени возрастните од ово заболување. Често може да се сретне дека луѓето ги боле грлото. Значи, дали тоа веќе станува збор за ангина? Добро рековте вие. Децата се посебно осетлива категорија и они се многу дружат. А и онака, тие се во градинките на куп, во школите, во иста просторија. И вода пијат од иста чешма. Одат во санитарни чворови исти. Тие во дечјата градинка јадат сите едно до друго. Па дури и кога играт, може многу лесно да се пренесе од едно дете на друго, да се пренесат заразите, па така да кажам дека ова е едно најбрзо заразните заболување, многу присутно и многу опасно за тоа што не е само воспалувањето на болеста од ангината, доаѓа до воспалување, како што и вие рековте, на носот, на синусите, на дишните органи, на белиот дроб и така натаму, а последиците може да бидат, ако брзо не се реагира и не се лекува, може да бидат трајни понекогаш и со големи последици. Така, например, од ангината многу лесно може, ако не се лекува, да дојде до бронхитис, појава на бронхитис, продолжен бронхитис, воспаление на плучата, астма, туберкулоза, хидропс или полнење на плучата со вода, покасно од тоа настануваат други компликации и така натаму. Со еден збор не треба воопшто да се подценува ако некое лице се жали дека го боле грло и дека тоа трае 2, 3 или 5-6 дена, дека сигурно се работи за ангина која што е многу лесно пренослива и е опасна по здравјето за сите категории луѓе. Така, кажавте за сите категории луѓе, значи подеднакво може да ги нападне и децата и возрастните, па и они најстарите лица, пензионерите. Така е, може да ги нападне сите, но најосетлива категорија се децата. Така. Поготово дете кога ќе го заболе грло, не е весело, престанува да јаде, не пие, лошо спие, не гледа, још помалите и многу често и плачат или се жалат. А оние кои одат на школа престанат да одат на школа, што е исто така проблем, после не може да стигнат со наставата. Децата во дечите градинки се посебен еден проблем, ако дојде 1, 2, 3 деца со заразено грло со ангина и така натаму, многу лесно може да биде целата градинка така зафатена и да се јаве голем проблем кај родителите, но и во градинката, така да тука интервенцијата мора да биде целост. Дали само контактот е единствениот начин на зараза на оваа болест? Па не е само контактот.
многу брзо заразата доаѓа преку храната, Така. доаѓа преку загадена вода. Да. И неизмиено овошје, зеленчук и Така е. Неизмиено овошје е зеленчук у која има и пестициди, има бактерии и гливици, но и од нечисти раце. Така, ако дечињата од мали или повозрастните не ги мијат своите раце и внасат и здрава храна да внасат со загадени раце, они секако дека ќе бидат заразени и ќе станат преносители. Особено е опасно за децата кога некоја фамилијата од децата ќе добие воспаление на грлото или ангина, настанува паника во фамилијата и сите сакат да му помогнат. И се знае дека тога ќе се трче по доктори, ќе се трче по билки, ќе се питат баби и дедовци што треба, како треба, но сето тоа може многу лесно и брзо да се санира. Ако, се применуваат лековите билки за кои сега ќе зборуваме, но и да не послушат на малите деца и на учениците, без друго мора да им се советува да си ги мијат редовно раците, да не јадат, хигиената исто така да не јадат многу брза храна у која не се знае се што има и дали е чиста и здрава, и да не пијат вода, евентуално ако се каже дека тај дел, дека се школи, дечи градинки, автобуски станици, железнички станици и друго, ако се каже дека е водата загадена, не треба да се пие вода таму и таа вода треба да биде чешмата елиминирана, затворена, за да не се проширува од било кој ќе пројде, ќе биде заразен од разни бактерии. Најголем број на носители на, да кажам, на ангината се Ешерихија коли, салмонела, но и гливици за кои, вклучувајќи и кандида, вклучувајќи и гроздасти бактерии, односно гливици, но може тоа да биде и мешано, што е уште поопасно. Ние можеби ќе се бореме против гливиците или против бактериите, а едните и другите тука заедно сошествуваат и особено се задоволни ако се тие населат во органите за варање, каде што храната тие претварат во отрови, па така заразата, но и храната станува опасна кај заболените луѓе. Кратко пред да проговориме за чаевите и за билките кои вие ќе ги препорачате во врска со оваа болест, да кажеме дали само болката е присутна како симптом, посебно кај дечињата кога има вакво заболување. Па не е симптома. Кажавме раздржливост, несигурност, но кај возрастните кои се симптомите? Кај возрастните најчесто поред заболувањето на грлото има главоболка. Има многу лошо, да кажеме, се манифестират на некој начин видот, ослабнува видот на човекот, битно денес добро видел, утре речи со наочари не може да види. Рефлексите му опаѓаат, он не е во состојба да оцена растојание при возење или во далечина. Кашлица може би се појавува. Така е, тие луѓе така може многу лесно да бидат повредени на работното место заради тоа што он лошо виде или сликата му е матна, така да не може да процене, а со тоа и да се заштите, дали иглата или ножот или нешто друго дека таму работа ќе го повреде. Така да манифестацијата на заболувањето на грлото не е само заболување на грлото, него комплетно едно заболување на целокупниот систем, што е многу лошо. При заболување на грлото од ангина битно опаѓа на човекот имунитетот. Катастрофално опаѓа за 2 до 3 дена имунитетот на човекот, така опаѓа да не е во состојба да се справи и со некои други банални заболувања, болесни заболувања, но тоа е тоа, па за тоа да укажеме на сета озбилност дека ангината е не е за занемарување, така? Воопшто не е за занемарување, она е опасно органско заболување и треба да се поведе добра сметка да биде елиминирана. Но тука се природните билки кои природата ни ги дала во изобилие, посебно во Кочанскиот и Осоговскиот крај, кај нас, па затоа треба да се искористат, а тука сме и да објасниме на кој начин може да се делува против ангината и тоа на природен начин. Како да ги употребиме билките, како да подготвиме таа прекрасна комбинација на чаеви и на билки кои може да помогне при ваква состојба. Да кажам дека ние ќе посоветуваме луѓето од сите категории тука и нека направат така, многу брзо ќе ја совладат ангината
ќе бидат здрави, среќни, работоспособни и во секој случај со брзото лекување ќе го спречат проширувањето на другите болести или да дојде до некои други заболувања кои што може да направат многу поголеми последици. Имате подготвено прво чај за работоспособни, за средновечни луѓе, така? Тоа се работоспособните се луѓе кои што во секој случај можат да бидат многу брзо заразени за тоа што се наоѓаат во таква средина каде што можеби еден, двајца Директен има. контакт со луѓе, така. Така е. Тоа е и со храната, и со водата, но и со често пати и со работното место кое што е многу подложно на зараза. Ако во храната некој кој произведува бели пецива или произведува скара и така натаму, ако он има во материјалите кои ги употребува бактерии и гливици од овие типови, он може брзо да се зарази и он ќе стане расадник, од него ќе бидат заразени сите кои ќе ги јадат тие производи што он ги произведува. Па свесно или несвесно, луѓето кои работат и осетат дека имат проблеми со грлото, мора да преземат соодветни мерки на самозаштита, а со тоа индиректно ги заштитуваат и купувачите или потрошувачите на храната кај него. Но тоа не е само со храната, тоа и со соковите, тоа и, да кажам, и со користење колачи, чипсови и така натаму. Па ете да кажеме за работоспособните, овака слезен, по можност бел, а може и плав 60 грама, дап, блак или благун, како го вика нашиот народ, лист или кора. Сега може да се набере лист, но и од кората треба да се љуште кората се до дрвесината. Не само горниот дел, него се до дрвесината. Па од натаму жалфијата. Жалфијата е позната како природен магазин за антибиотици. Во неја има дури 6 природни антибиотика. Така да било што да има нешто од тоа ќе помогне на него. Дабот има премногу во себе танин, а танинот е убица за бактериите и гливиците. Натаму, боровинка лист сега може да се наберат и плодови има веќе сега, но и лист од боровинки. Боровинката има многу танин, но има и исто така два антибиотика, фитонциди, како ги викаме во науката, кои што се многу ефикасни, особено против бактериите. Натаму, невен. Цветот од невенот е исто така пребогат со антибиотици, има 4 антибиотика, но он делува и спречува појава на канцерозни клетки, околку нешто дојде до нашето грло или до грлото на заболениот. И на крајот шипки плод кои се преполни и најбогати со С-витамин во нашето подрачје. Колку нема шипки, тога и треба да користат црвени пуперки, они се на второ место по богатство со С-витамин, а за спречавање на заболувањето С-витаминот игра една од најголемите улоги. Така нека не Сите овие послушат. билки треба да се измешат. Така е. Слезен 60 грама, блак дап 40 грама, жалфија 50 грама, боровинки 40 грама и невен 40 грама и шипки плод 40 грама. Сите билки треба да се добро иситнат, добро измешат и треба да се земат две големи лажици да се попарат со околу 500 грама врела вода и да се варе не повеќе од 4 до 5 минути поклопено, за да останат алкалоидите и антибиотиците во тие чаеви. Чајот треба да се пие 4 пати, сабајле, на ручек, попладне и особено навечер, 15-20 минути пред јадење. Чајот после варењето треба да остое околу 2 часа поклопен и потоа да се председе и да се користи за сладен со мед. Но ако немат мед, не би требало да употребуват, да кажеме сега од овие ново компонирани засладувачи, треба да користат и бел или обоен шекер, онолку по вкус колку на нив им одговара, но да не се претерува премногу за тоа што гливиците и бактериите се хранат највеќе со шекери. Тоа беше чајот за работоспособни, имаме чај за повозрастни, имаме чај за дечиња кои ќе препорачате. Повелете. Сега, за деца до 12 години тоа е многу осетлива категорија, затоа што тоа се деца некаде до завршување на 4-то оделение. Бујна младост, бујна дечија фантазија, големо дружење,
промена, менјат алиштата, менјат саатите, телефоните, менјат јадењето, грицкат сите заедно од едно сендвиче и така натаму. Тоа е категорија која што од малите е овака осетлива и многу брзо може да се пренесе заразата у едно оделение и да има 2-3 деца или едно да има само, готови се и другите. Тие се дружат без да размислат дека може такво нешто да се случи, така. Доволно е, они имат и некои навики да менјат меѓу себе и алиштата, да менјат и кондурите, патиките и така натаму. А со тоа и несвесно се пренаса заразата од ешерихија коли или салмонела или некои други гливици. Па ете вака, за помладите деца, чајот е малку и онака да кажам, е малку компонован како и за деца, понежен. Тоа е вака камилица 40 грама, лопен цвет, околу 30 грама, матичина 40 грама, шипки плод 30 грама и невен 30 на грам. Од невенот се користи цвет, но може и лист. Ова комбинација е многу среќна и децата ја добро примат. И таа треба на исти начин како и претходниот да биде припремена, добро да се ситнат и измешат билките, но концентрацијата не треба да биде 2 лажици, него 1,5 лажица или една голема и една мала лажичка, да биде попарено со 400 грама врела вода. Сега, овој чај треба да остоја 2 часа, но не треба да се вари. Не треба за тоа што нема дровенасти тука растенија, нема дровенасти листови. Сега чај за ученици, тоа е категоријата која што е за повозрастни. Од 12 нагоре. Од 12 нагоре, но тука се углавном и децата или младинците кои спортуват со разни спортови. Кај нив е проблемот сосема друг и многу специфичен. Тие се дружат и спортуват во затворени простори, во сали, најчесто. Каде што доволно е еден да има ангина, ќе остави трак со денови и на сите што ќе дојдат тука, ќе бидат заразени. Но тука настанува и друг еден проблем. Сите млади деца, па и во школите што спортуват, имат потреба од вода. Сега тука е заразата двојна. Ако и водата загадена, ќе бидат и они заразени, но и од самиот воздух, ако има некој заразен од спортувачите тука, од неговата пот, нормално е дека и другите ќе бидат заразени. Така може да се деси цела екипа спортисти да заболат во еден момент сите од ангина, што е присутно кај кошаркарите, ракометарите, кај боксерите, кај пеливаните, кај борачите, но во секој случај сите што спортуват во затворен простор, за разлика од атлетичарите кои спортуват надворно, тоа се тркачи, фрлачи на ѓуле, на копија и така натаму, кај тие заразата е далеко поголема и поприсутна, па нека се има предвид. Тоа треба да го знаат и професорите по физичко воспитување, често да ги проветруват салите, да ги дезинфекцират патосите, но и седичтата и ѕидовите, наоколу стаклата особено, и да се воде сметка таму за системите за вентилација. Еден вентилатор у кој може да има многу бактерии и гливици за ангина, може да направи голем пакос за тоа што дувајќи во воздухот низ салата или низ просторот дека децата спортуваат да го заразе целиот воздух, па така не знаејќи или не сакајќи да бидат заразени. Сите спортисти, односно сите ученици. Чај за стари луѓе, ова категорија е после децата најранлива и некако, како да кажам, ја постојано викам дека таа категорија е малку и непослушна. Често пати они знаат и чајот да го измешат малку со жешка ракија или да најдат рум или некое конјаче. Изгрејано вино. Или жешко вино. Така сметат дека ако комбинуваат алкохол со чајот, дека алкохолот ќе помогне да ги ликвидират на некој начин бактериите и гливиците. Тоа е апсолутно неточно и они сами се лажат, а може да излажат и некои други. Давајќи му жешка ракија, напи се, пак и ти помине и така натаму. Нема фајда од тоа. Алкохолот треба да биде манан и ќе думаме за тоа што не треба да се прави.
Еве сега за возрастните. Мајчина душичка 60 грама, она е универзален лек, има и антибиотици, има и танин у неа, но има и алкалоиди кои што во секој случај може да ги убиват бактериите и гливиците од ангината. Даб, блак, лист или кора, 40 грама. Па дабот е силно растение и они нека бидат малку посилни, појаки и така. Како дабот што е символ на долговечноста, така и они нека бидат долговечни и да не се предават туку така лесно. Даб 40 грама. Тегавец. Сега го прв пат кажуваме ово растение, оно е замена за други растенија за тоа што има во себе некои материи кои повеќе личат на белковините, како на јајце од белка или густи, како густ сос, но тоа се се лековити состави од алкалоиди, но во исто време тие го подмачкуваат грлото, подмачкуваат ги сите дишни органи, вклучувајќи устата и помагат искашлувањето. Така ако некој кашла, повеќе ако има од овој тегавец, тој многу ќе му помогне. Шипки плод 40 грама и ајдучка трева 30 грама. Зашто ајдучка трева? Шипките рековме заради С витамин. Ајдучката трева има антибиотици во себе, но има и танини и има алкалоиди кои што се уште... Што го добива и тој горчлив вкус. Така е. Да. И не случајно неа ја викат ајдучка трева или комитски чај, нашите осогови и така натамо. Неа има насекаде, позната и има и две бои. Ново Малешевијата има и трета боја. Тамо има и плава ајдучка трева, не имаме бела и жолта, плава има тамо. Било која од нив да се најде, во овие дози што ги рековме од 30 грама, да биде измешано ово, да биде направен, да биде смелени и шипките и да биде направена една мешавина, еден мишунг на лековити чаеви. Чајот исто така се приготвува со варење, се варе 4 до 5 минути поклопено и треба потоа да одстоја 2 часа и да се пие најмалку 4 пати, тоа е рековме 400 грама вода, 4 пати на ден, особено навечер пред спање, а чајот се пие 15-20 минути пред јадење. Да напоменам дека ние во една од овие категории за децата не важи вегувам дека они не пушат. Не треба да се пуши за тоа што никотинот е убица на сите лековити својства на лековитите растенија. Нека запамнат сите дека никотинот е убица на алкалоидите, убица на антибиотиците и не треба да се пуши. Затоа е една од најосетливите категории денес докажано на ниво на светот е пушењето и пушачите кои нека се дури уплашат дека 37% од покојниците се углавном били пушачи и дека имат големи последици од пушењето. Од полесни заболувања, вклучувајќи и до најтешките заболувања. Да не се пие алкохол. Треба да се шета во чист воздух, но малку да биде, да кажеме, носот или устата подзатворени со некое шалче и да не се шета дека е воздухот загаден, особено тамо дека се движат автомобилите. Сега мора да се подобри хигиената за сите категории, да се мијат раците и тоа да се употребува сапун, може и одредени течни детерџенти, но не треба сите, затоа што некои од нив се многу агресивни, да се избегаваат марамиците мокри за бришење на рацете, затоа што имат премногу сода во себе и други агресивни адитиви и да се избегнуваат местата дека има многу дим, многу чад, да се избегнуваат местата дека се групират луѓе заради опасност од секундарна зараза. Да нагласам, да знаат дека еднаш ако имал некој ангина па излекувал, може поново да биде заразен. Затоа што бактериите и гливиците што ја предизвикуваат ангината се изузетно отпорни, па така во некоја просторија, во некој кафеч или дискач тамо или во училница, во дече градинка и така натаму може наново и секундарно да бидат заразени луѓето и децата тамо што живеат. Сега едно од најдобрите
лековити растенија е лукот и кромилот. Јас знам дека ќе си навеам беле, особено кај девојките и кај дамите, но лукот е од Бога даден. Не е он рода со ѓаволот, он е рода со Господ. Така, например, и многу од заразните болести, особено сега што се вршат понатамошни испитувања, се сузбиват многу често со сок од лук, со капсули во кои има лук, но и со таблети во кои има додатоци од лук. Така, врзаниот лук, еднаш за секогаш да сванеме дека не треба да го сметаме за наш непријател, него за наш куќен пријател кој што може многу брзо да ни помогне. Особено големи резултати сега доаѓаат со истражувањата од Германија, Швајцарија, па и од Кина, каде што со лукот се сузбива не само ангината, него се сузбива серија на болести. А ако тамо може и кај нас. Ете, ја да кажам, луѓето кои осетат дека имат проблеми со кашлицата од ангина и друго, треба малку и подобро да се облачат, да се утоплуват. А за децата, во секој случај, бабите, мајките мора да поведат сметка да ги утоплат со нешто волнено, со нешто природно, а не со вештачки, и да уште сега, поради промените термички, се бајле многу ладно, покасно топло, па тоа може и да не излаже. Имаме голема промена во температура, така. Така е, големи разлики термички. И за тоа треба на време, овака како што рековме, да не послушат и ќе бидат здрави и среќни. И да го користат дарот од природата, како што и советуваме. Секако, со многу мали пари, Да. без никакви Со она што ќе си го наберат во природата, што ќе си го земат од природата, да го искористат. Особено за децата. Вие веќе Да. знаете и знаат веројатно и родителите, антибиотиците не помагаат. Да. Они се на црна листа веќе, а ово се што доаѓа преко лековитите растенија не е тема на денот, него е 8000 години стара ова медицина, па сега да се питаме која е алтернативната, дали оваа за која сега ние зборуваме или за современата медицина. Медицина, така. Јас ќе се заблагодарам повторно за учеството во емисијата, за советите кои несебично ги давате за нашите гледачи, да може да им е подобро доколку имаат вакви проблеми, односно темата беше денеска ангина или болка во грлото и во крениците. Веќе следната емисија зборуваме на една интересна тема. Поточно нема да биде конкретна тема, туку намирници кои бавно го убиваат човечкиот организам. За што ќе разговараме, веќе следната емисија ќе можат гледачите да видат. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата разговор со магистер Киро Бојаджиски. Разговаравме на една актуелна интересна тема, ангина или болка во грлото, крајниците, па и на јазикот, како што кажа магистер Бојаджиски. Се гледаме следната недела, следната емисија во истиот термин. А до тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.